Ново издание на емисијата Напладне на Охрид Ньюс. Добар ден. Денеска ќе разговараме за сообраќајот во нашиот град, па и во регионот, сообраќајните правила, колку ги почитуваме, какви возачи сме ние граѓаните, а наша денешна гостинка е Сонја Шикаловска, која што е дипломиран сообраќајен инженер и првиот инструктор жена во Охрид, па и во нашиот регион. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, ви благодарам за поканата. Поздрав до сите слушатели и гледачи на ова емисија. Ми е драго што сум гостин и што ќе позборуваме за сообраќајот денес. Така, вие сте и собственик на Охридската автошкола Старс Инженеринг и навистина ќе имаме една соопфатна тема со повеќе аспекти да ја разработиме денеска пред нашите гледачи. Да. За почеток сакам да ве прашам каква е сообраќајната култура во Охрид? Јас постојано сум критичар за сите учесници во сообраќајот. Затоа што може постојано и ги следам движењата на сите учесници во сообраќајот и на тој начин постојано ги критикувам сите и викам дека услови за одвивање на сообраќајот имаме. Меѓутоа, доколку секој еден учесник во сообраќај си ги почитува сообраќајните правила и прописи, само еден потек, еден учесник во сообраќај, да речеме на крстосница, неправилно да поминува, тогаш одма се ствара гужва, се гледа дека нервоза се ствараат кај учесниците во сообраќајот. Дека е нешто на високо ниво не би кажала, значи сепак постојат пропусти во однос на почитувањето на сообраќајните правила и прописи. Какви возачи се граѓаните? Прво се многу брзи, сигурно. Во секој случај, значи, сите се трудат најверојатно да стигнат безбедно, така да колку што може се почитуваат правилата. Сепак сметам дека за да имаме еден динамичен сообраќај без многу застој, треба сите да сме посмирени во сообраќајот и да ги почитуваме правилата и прописите. Да, тоа значи да има поголема култура, нели? Да, тоа е јасно, да, во секој случај. Кога ги спомнуваме возачите, тука ќе ги спомнеме и велосипедистите и сега електричните тротинети кои што се многу застапени кај нас. Колку тие ги почитуваат правилата? Значи, сега веќе е летен период, во пролет кога ќе се стопла деновите, се разбира дека бројот на учесниците во сообраќајот во улога на велосипедисти, во улога на тротинети, возачи на електрични тротинети, мајките со количките, со дечињата и така натаму. Значи, тој број на учесници во сообраќај се зголемува. Само една препорака до сите тие, значи пред се да се внимава околу старосна граница, значи еден совет и препорака до родителите да ги внимаваат законските регулативи за учество на децата во сообраќајот со тие превозни средства, само ќе накратко ги кажеме 10 години со велосипед, 14 години со електричен тротинет. Во однос на тие учесници во сообраќај сметам дека и самиот образовен систем потврли во однос на тие теми, многу помалку се изучува сообраќајот и така да уствари препорака и еден совет до родителите тие да ги подготват децата како да учествуваат во сообраќајот, за да сепак стигнат безбедно до училиште, до дома, на прошетка и така натаму. Се ствара метеж најмногу во сообраќајот по овие што се велосипедските патеки заеднички со патеките за пешаци, кои што не се физички раздвоени со физички препреки, туку се во исто ниво. На тие површини по препорака да секој си ја почитува својата сообраќајна површина и страната и правецот на движење во однос на движење на велосипедистите и тротинетите. Ако секој си ја почитува страната, правецот, во тој случај, значи, ќе имаме прво побрзо, побезбедно ќе стигнеме до целта и се разбира метежот ќе се намали и застојот во сообраќајот. Имаме ли ние како град услови, добри услови за возачите? За возачите патиштата се тие. Града, значи, кај нас во секој случај ние како Охриѓани сега во летен период ќе треба малци да се откажеме од возилата за да му дадеме предност како туристичко место за
однадвор туристите кои што идат. Така. И затоа и може поќе да се осудуваат сега ево возачи на моторциклисти имаме поќе, само што треба да се обезбеди паркинг за нив, да имаат паркинг површина за моторциклисти. Затоа што сега кајде е веќе летен период, охриѓаните практикуваат и повеќе и однадвор имаме доста странци кои што идат тука и да речеме со моторцикли да се обезбеди таква површина. Условите други колку што се може, значи ако секој си ја држи страната правецот на движење, јас мислам и сепак движење во услови во населено место да се прилагодуваме во однос на тоа, ќе имаме во секој случај побезбеден сообраќај. Во однос на овие возачите на мотори, или сега ги спомнавте пред малку, многу често се гледа неносењето на кацига. Тоа е еден од проблемите кои што и во полициските билтени се наведува како причина за сообраќајни незгоди. Последиците во тие ситуации се многу поголеми. Постојано, пошто јас директно учествувам со моторџиеве и обуки што се прават кај нас, ги советувам дека кацигата не е за полицијата, значи не ја носат за нив. Пред се е за здравствени проблеми, затоа што со тек на време ќе осетат проблеми со ушите, синусите и така натаму. Меѓутоа препорака е да таа кацига ја носат, значи за нив, за безбедност и се разбира заради здравствена состојба. И препорака не само возачите, туку и патниците кои што ги превезуваат дека мора да носат кацига. Значи тие се нормативи кои што треба постојано да си ги почитуваме ние како возачи кои што управуваме такви превозни средства. Така, дали имаме доволен број на велосипедски патеки кога сме веќе на оваа тема? За разлика од другите градови во регионот, јас можам да кажам дека ние сме водечи град во регионот. Ево и Битола е град кој што е, кај што има технички факултет, кај што е многу малку сообраќајници имаат такви површини. Значи, за разлика од другите градови, пошто доста актуелни стана велосипедските патеките, лентите и така натаму, можам да кажам дека голем број улици се кај нас означени, само што е проблемот што велосипедистите и да има велосипедска ево према 15-ти корпус ретко ја користат. Ќе го видиш велосипедист на улица, значи на јавна површина, не на велосипедска лента или патека. Зошто толку ни е ниска таа култура? Треба поголема едукација уште во училиштата, сметате? Сметам дека поголема едукација, а со тоа што да речеме може многу стимул му се даваше на дечињата од мали нозе кога беа и тие детски семафори кои што години уназад, значи не се спроведува такви надпревари. Во тие ситуации, значи една група на дечиња доволно беше да биде оспособена правилно, а тоа се ширеше кога се во група да се речеме се шири тоа знаење и таа култура и кај другите. Сметам дека еден минус во тоа и токму таа едукативна, да речеме, програма што беше детски семафор, каде што децата и полага и тестови, така и извештини со велосипед имаше и на некој начин, значи, беа директно запознаени со правилата и прописите. Да, кога би направиле споредба порано и сега, дали напредуваме како општество во однос на сообраќајната култура или уназадуваме, за жал? Јас би рекла дека уназадуваме. Некако си земаме дека сите ние имаме се право. Значи, ако сум пешак, си викам јас имам право кај што сакам да поминам. Значи, пешаците како пешаци, навистина дека тие имаат право да поминат на пешачки премини, имаат право на првенство во однос на возило. Меѓутоа го изоставуваат оној дел од законската регулатива кај што вика пешакот пред да стапне на јавна површина мора да погледне од негова лева и десна страна. Да го види растојанието на возилото, затоа што викаме дека со возило е многу поспоро за станување него ако сум пешки.
Понатаму, голем проблем е кај нас во тој сегмент, кај пешаците. Никој не го свати пешачкиот остров, што значи како поим. Зошто? Сега ќе ви кажам. Затоа што пешачки остров јас би го ставила и би рекла тоа е стоп знак за пешакот. Како што е стоп знак за возилото на раскрсница, да застани мора да се задржи на таа површина и тоа е поим за пешачки остров, за да погледни од спротивна насока. Постојано имаме претрчувања, незастанување, непогледнување. Понатаму негрижа во однос на излегување на деца од возила. Од возилото додека ги носиме на училишта. Се брзаме наутро да го однесиме детето брзо на училиште, не водиме сметка дека застануваме на пешачки, па тоа излегува од страна на улица, па претрчува. Тие се многу мали работи кои што многу ќе придонесат да се развива сообраќајната свеска и децата уште од мали нозе и поинаку да ги толерираат јавниве површини. Да, сега кога ќе дојдат кај вас да полагаат за возачки испит, вие им ги кажувате сите овие работи. Да. Ги прифаќаат ли или онака површно, само колку да се земе возачка дозвола? Јас мислам дека, барем кај нас, во нашата автошкола, предавањата со внимание се следат. Значи, дури кога ќе дојдат и за полагање за повисоки категории или друга категорија возачи кои што веќе со години веќе се возачи, се во сообраќај, кога ќе седнеме да подискутираме за некои витални теми во однос на преструјување, свртување, тие веќе се свесни за некои постапки досега што ги правиле, кои што несвесно да речеме загрозувале безбедноста, меѓутоа понатаму веќе се го менуваат тој начин на возење. Значи имаме и такви возачи, да знаете, кои што стварно ќе се влезиме, ќе подискутираме, а со децата кои што се за Б категорија, значи воопшто со нив немаме никаков проблем, тие се, да речеме, толку се принципиелни, си посетуваат редовно настава, сакат едноставно да научат. Сепак, ако му се објасни на детето дека сепак презема некоја голема одговорност, тој во сообраќај, а тоа е одговорност дека управува опасно превозно средство. Дека еднаш се учи за правила и прописи, а се користа цел живот. Дека ќе излези надвор од државата, дека треба да ги почитува. Ако со таков пристап сите одиме, верувајте дека ќе имаме многу поголем, да речеме, резултат во однос на образување на децата за возачи за Б категорија и понатаму исто во сите тие сегменти. Со практични примери, со едукација, јас мислам дека имаме резултати во таа сфера. Да. Каков е интересот за возачка дозвола и каде е најголем, за автомобил или за другите превозни средства? Периодите се различни, меѓутоа за автомобилите се значи почетно, затоа што секој што ќе се стекне со Б категорија, понатаму треба да се стекне со повисоките категории. Интересот е задоволителен, значи секој, за разлика од пред 30 години кога ние почнувавме со работа, да речеме, тогаш женските возачи беа многу малку, повеќе полагаа женски за машките деца, меѓутоа сега е подеднакво. Да, нема стереотипи како порано. Да, сите деца кои што веќе се стекнуваат со услов, 18 години или пред тоа 6 месеци имаат право, да речеме сите на некој начин сакат да се оспособат да управуваат возило затоа што и представува и потреба. Да. Така е. Да. Комплицирано ли е кај нас да се земе возачка дозвола? Колку време трае тој процес и да објасниме што го сочинува тој процес до добивање на дозволата? Ето, постојано го дискутираме зошто ова толку, зошто она толку. Значи, временски е 20 часа теоретска настава, која што теоретска настава ова е за почетно за Б категорија, значи за коло, која што обично кај нас се во 6 дена ние спроведуваме, значи тоа да не биде пократок период, па поќе материјал, него да биде разредено, да имаме поефективна настава.
Потоа си 18 дена се возење, што значи дека некаде за месец дена, пошто викенди, празници, значи недели не се работи, на тој начин, значи околу месец и кусур, 30 и кусур дена му се потребни на кандидатот да стигне до полагањето. После откако ќе ги заврши обуката, значи тој всушност кај нас добива документација дека имат завршено настава, пробен тест и возење и тоа се стекнува со право за да може да го полага возачкиот испит. Полагањето е тестови полигон и градска, малку е во 2 недели, во 3 зависи како се со термините, така да се за месец и пол, значи може некаде да се тоа добие. Тоа е одличен период, не е се многу добие долга, не е малце. Возачка дозвола, да. Сакам малце да поразговараме околу вашата автошкола, која што брои големи успеси. Како е да се биде во оваа сфера, да се управува со еден ваков бизнис, нели да кажеме, и околу тоа колку вработени имате, како работите сите овие години наназад? Значи почнавме, јас пред тоа работев кратко во друга установа, мислам многу кратко. Ко завршив уствари студии 91-а, станав жител на Охрид, бидејќи сум тука мажена, инаку сум кувановчанка по потекло. И за да нешто се почне, љубовта према сообраќајот уште кога завршив факултетот, и во таа смера почнавме со оформување и размислување. Идејата беше моја. Во тој момент со сопругот двајцата, значи, пошто сме иста професија, почнавме да бараме простори и така натаму. Се знае, почетоците беа многу тешки. Тоа е јасно, сите кои што почнуваат. Меѓутоа, во сите тие да речеме тешкоти кои што наидувавме во почетокот, беше многу, да речеме, позитивно тоа што бевме двајцата, да речеме, со голема љубов леговме во бизнисот, во таа работа. И мислам дека уште со голема љубов ја работиме ова работа. И јас како прва жена возач инструктор во тој период, значи, привлеков големо внимание, интерес особено кај кандидатки жени, кои што тогаш тој период 93 година почнуваа голем број приватни сектори да се отвараат и во тој случај останаа жените, да речеме, без подршка со мажот дека не можат никаде да одат и активно почнаа сите да се вклучуваат и уште поинтересно му беше што веќе ќе ги обучува жена. Така, се ослободуваат. Да, јас бев прилично млада, 26 години, значи бев прилично млада кога почнавме со работа. Сите некои ќе се случише ќе ми речат, ама јас имам 40 години, јас стално ќе им речев граница за возачка нема. Така да, ако со љубов ја работиме работата, значи постигнуваме многу. Денеска нашата фирма има и 5 жени вработени, значи сите активно работиме, имаме инструкторки, с големен возен парк, с голем број на вработени, значи се работи интензивно. Меѓутоа, можам да кажам дека секој пат се настојуваше во нашата дејност, затоа може и останавме толку, да квалитетот, професионалноста на прво место. Значи се трудевме од првиот ден да секој кандидат правилно се оспособи, што повеќе знаење извлече од нас. И тоа и понатаму го работиме истото. Да, имаше ли последици економската криза изминативе година-две и ковид пандемијата беше тука? Тука, да, имавме еден застој, значи период кога не се работеше. Потоа имавме поиќе редуцирани групи, мислам, така, меѓутоа, како секаде, така и ние некако испливавме, надминавме да се одржиме и тие години. Да, тоа е најважно. Да. Кои се плановите за воиднина? Сепак, значи, јас морам да нагласам дека имам двајца синови кои што исто се дел од нашиот бизнис и активно работат. Полека сакам да
да му го предавам бизнисот, јас колку што можам да им помогнам. Се надевам дека ќе се пензионирам од старост, така да успееме, значи, да задржиме фирмата понатака, се разбира со многу работа, со труд, со внимание и пред се, значи, да излезат квалитетни и обучени возачи. Да, горди сте, предпоставувам, на возачите. Да, за сега. значи, во секој случај, долг период се работи и мило ми е многу кога веќе сега бабите идат, ги запишуваат нивните внучиња, значи го препознуваат квалитетот и она што тие што научиле и секој пат ќе ме прашат: уште пишувате кога предавате? Да, викам и денеска, значи кај нас некои имат така ученици, кандидати, да речеме, кај нас ќе речат ние олку не пишуваме на школа колку тука, во 6 дена. Меѓутоа, сметам дека тој начин на цртање ќе не воведи да се снаоѓаме во простор и така да настојуваме да се задржиме некои традиции кои што били од порано. Да, некаде сме на крај на разговорот. Само би ве замолила за крај за уште еден апел до нашите гледачи, возачи, нели? Како да се однесуваат во сообраќајот? Вака, препорака до сите, значи пред себе родители, да внимаваат на своите дечиња, на 14 години, значи со електричен тротинет, да не му дозволуваат помали да учествуваат во сообраќај. Понатаму пред се да му се укаже на правилата, опасностите кои што следат. Стоиме на располагање само до сите апел, значи во секој момент кога да дојдат до нашите простории, да се информираат за одредени работи, значи пред се работи за наши деца кои што сакаме да се заштитат, да бидеме малку потрпеливи во сообраќајот, за сите има место, повнимателни, да ги почитуваме правилата, кога излега обавезно сите патници да бидат врзани во возилата, значи со сигурносни појаси, да се внимава со мали дечиња кога отвараат врата, значи пред се да превладува она што е сообраќајната култура за да се заштитиме сите. Така, ви благодарам, многу убав апел и сите овие убави информации. Ќе ви посакам многу успех во вашето работење со автошколата и да зборуваме за уште поголеми успеси следна емисија. Да, ви благодарим и вас на поканата и на соработката. Така, нека има уште многу кандидати, многу успешни и добри возачи. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што и денеска бевте со Наплодне. Се дружиме повторно следниот понеделник. Пријатно.